svoj dar spasi nas Isusa Hristosa Emanuel Som nas beše Bog i ostana ne pomiri So tebe ne osveti Nema smrt, nema veke krvi Послание, третиот дел на апостол Павле до Ефесијаните. Христијаните знаат дека апостол Павле е повикан од македонецот во дела 16:9, кој го сонуваше македонецот и тој му рече дојди во Македонија и помогни ни. Апостол Павле сакаше да замине да го шири светот Евангелие во Витанија, во Африка. Но Светиот Дух, односно Христовиот Дух, односно Духот на нашиот Отец не му даде и тој дојде во Македонија. Македонците кои се запишани во Библијата се употребени како символ, како метафора на сите христијани, на кој начин се повикува Бог. Дојди во Македонија и помогни ни, иако е тоа сон. Начинот на кој е повикан по тоа видение, апостол Павле веднаш тргна за Македонија, нели, на сонот е, ноќеска сонував еден сон, вели Павле. Пред мене стоеше еден човек, македонец. Македонец значи човек кој го повикува Бог. Тоа се однесува, може да се однесува и на нацијата и на она што ние денеска сме, но и на потребата на жед за Бог. Дојди во Македонија и помогни ни, човек што има потреба од Бог, затоа што е добро пишано, кој ќе го повика моето име, ќе биде спасен, татко мој. Во името на Твојот син Исус те молам и ова слово да биде со власт, да ги допре сите оние кои имаат потреба од Тебе, да им ги отвори срцата, зашто Ти знаеш кои луѓе се Твои. Нека овие слова бидат, како што е запишано во Твоето свето писмо, поостри од секаков меч и да изрекувам живот во нив и да пишувам во срцата на оние кои се жедни за Тебе. 5 глава од посланието на апостол Павле до Ефесијаните. Павле беше Савле, Господ го повика, му се јави: Савле, Савле, зашто ме гониш? И ја доби преобразбата, се роди во Бог, од гонител на христијаните, стана избран сад на Евангелието, кој дојде во Македонија. Македонија стана македонците избран сад за да се шири светото Евангелие, и доколку се вратат на тој пат да го шират светото Евангелие, Македонија повторно ќе биде во Бог, во прегратките на Бог, и ќе врви во плодоносен и победоносен живот. Нема да живее живот во проклетство. 5 глава, да се живее во светлина. И така угледајте се на Бога. Угледајте се на Бога, значи Бог треба да е секогаш пред вас. Се што работите треба да размислувате дека Бог ве гледа и дека еден ден ќе одите пред Бог. Како чеда возлюбени, дека сте чеда возлюбени, зашто тој толку ве сака. Како што ги сакал македонците, што ги возлюби, го испратил апостолот Павле, така сите луѓе, сите души, што се возродени на земјата, испратен Исус Христос да ги откупи, да ги помири, да ги освети, да им ги прости гревовите со својата крв. И живејте во љубов. Живејте во љубов. Живејте во љубов, уште еднаш, како што и Христос ве возлюби и за нас и за тебе и за мене се предаде како приносна жртва на Бога за пријатен мирис, односно за благовестие, односно за ширење на Божјата љубов, на благата вест. Значи, живејте во љубов, тоа е суштината која некој мисли дека е христијанин,
Prašajte ga da vidime kako ti živeš, da li živeš vo ljubov kon site, znači bližnjete ni se dadeni. За да научиме дека ги љубиме ближните, но треба да ги љубиме сите. А блудство и секаква нечистота или пак користолюбивост воопшто да не се споменуваат меѓу вас, како што им прилега на светии. Светии се сите оние што го шират светот Евангелие, кои евангелизираат, кои сведочат за Исус, кои носат луѓе до Исус, кои учителствуваат, кои проповедаат, кои се молат за болни, ниту пак срамни и будалести зборови или двосмислени приказни што се неприлични, туку само благодарност кон Бог. Ти благодарам, Господе, што сум жив, што ми си дал се што имам, што ме направи глава, а не опашка, што не дозволуваш неволја да се доближи до телото мое, до моето физичко тело, до телото мое, до мојата црква, до мојата земја, до моите родители, роднини, пријатели, сопруга, деца, се што е од Бог, духовни деца, физички деца. Зашто ова треба да го знаете, вели апостолот Павле, дека ниеден блудник или нечист или користолюбец кој е идолопоклоник, се сака сам себе, нема дел во царството на Христос и Бог. Така да водачите, например, на еден народ треба добро да размислуваат. Ако водачот не е во Бог, не е со Бог, ако краде, лаже, убива, целиот народ оди во проклетство. Никој да не вева со празни зборови, предизборни кампањи, ветувања. Гласате за некого таму, давате согласност на крадење, на лажење, на продавање на еден народ, на сатански организации. Никој да не вема со празни зборови, зашто поради нив доаѓа гневот Божји, поради празните зборови и ветувања. Гневот Божји врз синовите на непокорноста. Имате синови на гревот, синови на непокорноста со кои се научен родот човечки. И понатаму ќе видите, имате синови на светлината. Затоа не станувајте нивни соучесници. Не можам да дадам согласност на некој што краде, лаже, убива, го продава својот народ за 30 евреници. Вие некогаш бевте темнина, а сега сте светлина во Господ. Светлина во Господ. Треба да светите како свеќа на овој свет, како светлина на светот. И живеете, треба да живеете како деца на светлината, значи да се угледате на Бог, да го гледате Бог да ви биде напред. Тоа е на прво место, ништо друго не е важно. Затоа тој вели, кој љуби син или ќерка повеќе од мене не е достоен за мене, кој љуби татко и мајка повеќе од мене не е достоен за мене, но тоа не може да се разбере од прв пат. Треба да живеете со Божјото Слово. Да најдете некоја црква каде што се шири светото Евангелие и да живеете во љубов, како што и Христос ве возлюби, како што вели во 5 глава. Вие некогаш бевте темнина, сега сте светлина. Зашто плодот на светлината се состои во се што е добро, праведно, вистинито. Одлучете се за она што му е мило на Бог. Не учествувајте во бесплодните дела на темнината, туку изобличувајте ги. Значи не треба христијанинот да седи да спие на дното на бродот, како и она, додека на македонскава земја се случува погром, поделба, разделба, омраза, поделба, населување на туѓ народ, наметнување на друг религиски систем кој не е даден од Бог. Она што е запишано овде во Светото Писмо. Јас кога ја нарекувам Македонија Исус Христова земја, се повикувам на Божјото Слово, зашто тој дал заповед во Македонија да се шири Светото Евангелие и да се љубиме еден со друг. И понатаму не учествувате во бесплодните дела на темнината, туку изобличувајте ги. Ние треба да ги изобличуваме делата, да ги кажуваме работите со сол, зачинети со сол. Секој збор да биде зачинет со сол, не да молчиме. Да соопштуваме дека Македонија може да се извади од ова само со Исус Христос, ако го повика Исус Христос. И ако добиеме водач, Христолюби водач, кој нема да краде, нема да лаже, и ќе го љуби својот брат како себе си, зашто за она што прават, го прават скришум. Срамно е да се зборува. Што не се прави во Македонија, се подпишуваат разни договори. Се дава територија, се дава име, се дава народ, се продава еден народ, се распнува еден народ. Затоа македонците се спомнати тука, дојди во Македонија и помогни ни. Тие се примери, метафора. И без Бог тие ќе бидат распнувани, убивани, тепани, бичувани, хулени. Затоа е речено, а се што е изобличено, светлината го прави јавно. Бидејќи се што е јавно, светлина е, а вие треба да бидете јавни и светлина, да светите како светила на светот. Затоа е речено, стани ти што спиеш, воскресни од мртвите
i Hristos ке те осветли. Стани ти што спиеш, воскресни од мртвите и Христос ке те осветли. Ова често го потребуваме кога се молиме за некој што е заспен и што треба да го прими Христос. Стани ти што спиеш, воскресни од мртвите и Христос ке те осветли. Има еден стих кој вели живи мртовци. Живи, остави ги мртвите да ги погребуваат своите мртовци. Ако разберете, вие сте мртви по дух, зашто телото без дух е мртво. Добро е пишано. А духот треба да се храни со Словата Божие, со Словото на Бог. Да го примите Духот Свети и од вашата утроба да потечат реки од жива вода, како што пишува во Светото Писмо. Некои стихови не ги разбирате, но треба да слушате, да го слушате Божјото Слово, да најдете некој проповедник, евангелизатор и да се храните и да оживеете во Духот и да се родите повторно во Бог. Па така внимавајте добро како живеете. Внимавајте добро како живеете, не како безумни, туку како мудри. Зашто дните ползувајте го времето, зашто дните се лукави. Гледайте како сака да ве вовлече си цел еден народ во конфликт сам меѓу себе, во поделба, во разделба. Платеници, слуги на Мамон, се ке направат во Македонија, другите пак краделе, па сега немаат авторитет. И ви имате сатански круг. Затоа немојте да бидете неразумни, туку распознајте што е волјата Божја во Македонија, да се шири светото Евангелие. И не опивајте се со вино, во кој има разврат, но исполнувајте се со дух. Црквите без свети дух се празни, се како библиотеки, како музеи. Бесплодни нивните членови се болни, разочарани, немаат радост. Радост во Светиот Дух, еден од атрибутите на Царството Божјо, радост во Светиот Дух, кога Духот Божји пребива во вас, Духот на Исус Христос, оној ист Дух на Отецот Небесен кој престојуваше во сета полнота во Исус. Затоа немојте да бидете неразумни, туку распознајте што е волјата Божја и напивајте се со вино, но исполнете се со дух, разговарајте меѓу себе со псалми и славословија, воспевајќи го Господа во срцата наши и слава ти Господи Исусе Христе, да сакам Татко Небесен. Благодарејќи му секогаш за сен на Бога и Отецот. За се ти благодарам, Господе, во името на нашиот Господ Исус Христос, ти благодарам што и овие слова ми ги даваш со власт и сила. Да ти служам, што си ме избрал да бидам избран сад за твоја свечена употреба, што си ме помазал, а помазанието знае се. И немате потреба некој да ве учи. Прво Јованово, покорувајте се еден на друг. Стравопочит Божји, вие, жените, покорувајте им се на мажите своји, како на Господ. Вие, жените, покорувајте им се на мажите своји, како на Господ, зашто мажот е глава на жената, како што е Христос глава на црквата. И тој е спасител на телото. Значи, тој зборува за односот маж-жена, Христос кон сите членови на црквата. Значи, мажот и жената се дадени за да се научите основната љубов од телесна, душевна, да влезете во духовна. Вие мажите сакајте ги жените своји, како што Христос ја засака црквата, како што Христос ве засака и го даде својот живот за вас, ја пролеа својата крв да ве откупи од канџите на сатаната и да ја победи смртта. Така треба да ја сакате својата жена. Значи, тоа е сооднос, за да ја освети, очистувајќи ја со водна бања. Осветување во љубовта. Љубовта простува многу гревови, на едно место се вели овдека. За да ја освети, очистувајќи со водна бања преку Словото. Словото е самиот Исус, Словото е ова Слово, што е запишано тука, и колку да е преведувано погрешено. Погрешно се толкуваат, се повторуваат одредени работи по 5 пати, 6 пати, 10 пати. За да не се изгуби вистината. И сетне помолете го Отецот Небесен да ги разбирате словата и да ве крсти во Дух Свети, откако ќе се покајате, ќе го примите Исус и потоа однатре со живи слова на срцето напишани ќе знаете што е од Бог, што не е од Бог. Та да ја представи пред себе како славна црква, неговата црква, која нема осквернување или порок или нешто слично, туку да биде света и непорочна, и така мажите се должни да ги сакаат жените своји, како што ги сакаат своите тела. Значи, Христос ги сака црквата, целото тело, сите ги сака. Зашто која сака жената своја, тој се сака и самиот себе си. Значи, мажот и жената се едно тело, која сака жената своја. Зашто никој никогаш не го намразил телото свое, туку го храни и го стоплува, како и Господ. Црквата постојано се прави односот маж-жена, како Христос со сите црква, со црквата, зашто тоа е основна љубов, кога има љубов на почетокот. Кај обичните луѓе што не се христијани. Значи, да се научи, затоа се дадени роднините, за да научиме љубовта што треба да ја применуваме кон Бог.
бидејќи ние сме делови на неговото тело, од неговото тело и коските негови се мисли на црквата Исусова. Сите сме делови на неговата црква, тој е главата, тој е пастир, тој е поп, тој е владика, тој е пастор. И ако сме ние членови на неговото тело, тогаш ќе се љубиме едни со други, нема да има подобе од црковните заедници поради читање на Библијата со ум, а не со срце, без помазание. Нема да има доктрини, нема да има богородично христијанство, нема да има христијанство кој мисли дека има вечно проклество, кој го представува Бог на поинаков начин, нема да има христијанство кој тврди дека Исус не е Бог. Сите велат дека Бог е еден, да не го познаваат Исуса во Библијата, е добро напишано. Кој ме видел мене, го видел Отецот, така да ако не сте го виделе Исус дека е Бог, син на Бог, во кого простојува Бог со сета негова полнота, вие не го познавате Бог, познавате некого другого. И тоа е друга тема, поради тоа човекот ќе го остави таткото свој, мајката своја и ќе се прилепи до жената своја и обата ќе станат едно тело. Тоа се однесува и до Христос, треба да се всели во вас, да живее. Во една црковна заедница каде што бев, пасторот ги натера жените, ги кажат пред сите таму на соборот маните и недоследностите кај своите сопруги, кај сопругот, и ја покани мојата сопруга и таа кажуваше нешто што сакаше тој да го каже, таа го кажа. И потоа ми рече, ај сега ти кажи пред целиот собор, црквата, што е недостаток на мојата сопруга. И јас секогаш го молам Бог и Бог ми рече, не можам да кажам нешто против себе си, ние сме едно тело. И од настана молки заврши приказната. Ете, тоа е помазание од Бог. Не како што сакам јас, туку како што сакаш ти, Татко Небесен. И кога ќе ви изведат пред суд, не грижете се што или како ќе говорите, се вели во Евангелие по Матеј. Зашто вашиот Отец ќе ви даде што да биде кажано. Не зборувам јас, туку тоа што го зборува мојот Отец. Оваа тајна е голема, но јас ви зборувам за Христос и црквата, значи мажот и жената се едно тело. Едно тело, ќе напушти таткото и мајката своја. Значи така треба да бидеме со Христос едно тело. Тој да живее во нас и така секој од вас да си ја сака жената своја. Како што сами од себе се сака, жената го почитува мажот свој. Значи мажот треба да ја сака жената своја, како што Христос ја засака црквата, зашто таа е неговата невеста, ние сме дел. И ние тој зборува да научиме за љубовта. Вие деца, за децата бидете им послушни на родителите свој во името на Господ, зашто тоа е праведно. Почитувај го својот татко и својата мајка, тоа е првата заповед, советување, за да ти биде добро и да живееш долго на земјата. Ова го има и во Стариот Завет, во законијата на Мојсей, кој му ги објавил Бог на Мојсей. Значи, почитувај го својот татко и својата мајка, за да ти биде добро и да живееш на земјата. Дерек Принц кажува еден принцип на некој негов верник, кој бил добар христијанин, не и простил на својата мајка, затоа што таа бил Јеховин сведок. На крај завршува со болест. Умира. Значи, простување на родителите е важно без разлика како се однесувале тие, дали ве оставиле, дали се развеле, дали пијат, дали се дрогират, дали ве тепале, треба да им простите на своите родители. Имаме Джойс Мајер, кој после 30 на години му простува на својот татко, се моли за него и го доведува до Христос кој е силувал како мала. Значи, Господ некогаш научи да научиме нешто, да научиме за љубовта, да чекориме по љубов преку простувањето. И вие татковци не дразнете ги децата своји, туку подигнувајте ги во воспитанието и науката за Господ, единствената наука која е вредна е таа за Бог. Затоа што тоа е драма за животот и смртта. Во зборовите има пред тебе стои живот и смрт, кон што рака ќе подадеш, тоа ти се дава. Избери живот во Исус Христос. Во Исус Христос. Вие слуги бидете им послушни кон вашите земни господари со страф и трепет. Во простота на срцето, како кон Христос, блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бога, е пишано. Не работете само како за пред очи, како оние што сакаат да им се умилкуваат на луѓето, туку како Христови слуги, извршувајќи ја волјата Божја од срце, драговолно служејќи како да му служите на Господ, на Бог, а не на луѓе. Се што работам како за Бог, а не за луѓе, знаејќи дека секој, било тоа роб или слободен, ќе добие од Господ според доброто што го направил. Секој ќе добие, роб или слободен, од Господ, поред доброто што го направил. За кое добро станува збор, делата на љубовта, гладен нахрани, болен посети. Тој што има потреба, моли се за него, дај му ако некој е сиромашен. Сведочи за Исус, а вие, господарите, исто така, однесувајте се кон нив и бидете умерени во строгоста своја.
знаејќи дека и над вас самите и над нив над сите на небесата имаме Господар во кого нема лицемерност. Браќа, засилувајте се во Господ и во силата на неговата моќ. Силата е негова, тој дава сила. Без тебе не можам да направам се, татко мој, Исусе, но со тебе можам да направам. Без тебе не можам да направам ништо, но со тебе можам да направам се. Облечете се во сето оружје Божјо за да се одржите против ѓаволското лукавство, што денеска се случува во Македонија, таков сатански круг Армагедон ести, и ги собра сите. Откровение 16:16 на местото по еврејски наречено Армагедон, последната битка, посред која Исус ќе се појави во второто пришествие на небесата и ќе рече: станете мртви да влезат живите. Вие сте вистина во Армагедонот, последни времиња. Љубовта се излади, облечете се во сето оружје Божјо, зашто нашата борба не е против крвта и плотта, против телото. Ние не се бориме против луѓе, туку против началствата, против властите, против поднебесните управители, против световните управители на темнината, поднебесните управители на овој век. Демонските сили на Сатана, с кои го владеат светот преку мамон, преку парите, преку растурање на семејството. Поради тоа примете го сето оружје Божјо, за да можете да се браните во лош ден. Потребно ви е оружјето Божјо. Та откако ќе победите да се одржите и така стоите откако ќе се опашете со појасот на вистината. Вистината е Исус и овде е запишана. И може преку помазание да ви се јави, значи помазанието знае се и немате потреба некој да ве учи, и тоа ќе ви каже. Значи, суштински, ако вие живеете во Словото, значи појасот на вистината, ќе се облечете во оклопот на праведноста, Божја праведност, не своја Божја праведност. Нозете да ви бидат обоени со Евангелието, да благовестите мир, Евангелието на мирот. Блажени се миротворците, зашто тие ќе се наречат синови Божји. Божја праведност е да ги следиш Божјите закони. Да не ја бараш својата правда, да не осудуваш. Божја праведност е: одмаздата е моја, јас ќе одмаздам, вели Господ. Значи, појасот на праведноста, тоа е праведноста, обучени Евангелието на мирот. Блажени се миротворците, зашто тие ќе бидете во мир со сите луѓе. На друго место се вика: доколку зависи од вас, на се земете го штитот на верата. Потребен ви е дар на верба кој доаѓа од Бог. Татко мој, те молам за дар на верба, вера, без која не можете да спознаете дека Исус е Христос, за да ги изгаснете сите вжештени стрели на лукавиот. Земете го и шлемот на спасението. Шлемот на спасението е да се надеваш на Бог. Значи, се што работам, се што и да се случи, Господ ќе намери, Господ нема да те остави, тој те држи во твоите јаки дланки и ти кажува кон непријателот: и истребувај, во името на Исус го истребувам секое зло од македонскава земја со крвта Исусова. Слава ти, Господи Исусе Христе. И духовниот меч кој е Словото Божјо. Со двоостар меч и мечот на духот ги раскинувам сите пранги што сатаната ги фрли врз мене, моите љубени, моето семејство, моите соседи, роднини, родители, пријатели врз мојата земја, во името на Исус. Со секаква молитва и прозба во секоја пригода да не застанувате во благовестие, во молепствие, постојана молитва, молете се во духот. Молење во дух значи молење на јазици. Тие што се крстени во дух, некои цркви не го разбира тоа. Рахма сихим диламаре рехем дилакте сихим дирелехем дирарај. Тоа што јас сум го дал и запишал, не може никој да го избрише ако останете во моето срце. Зборување на јазици, значи Светиот Дух слезе врз апостолите и тие зборуваа на јазици, а луѓето рекоа да не се пијани, рече не се пијани, туку се во радост во Светиот Дух. Затоа бидете постојано будни со сета истрајност и молитва за сите свети. Молитва за сите свети, за сите оние што се во Христос, некој повеќе, некој помалку, некој мисла дека се во Христос, влезени се во некоја црква која носи канонски доктрини, богородично христијанство, канони, некои простуваат греови, свети и славење на свети, наместо да се слави Исус и да се повика Исус, се молат на светци за спас на Македонија. Македонија може да ја спаси само Исус Христос, тој што ја создал, тој што ја измислил, тој што ја дарувал, тој што ја дал име, тој што ја запишал. И за мене, значи, молете се. И јас ке се молам за вас, такова ќе отворам устата,
да ми се даде слободно да ја соопштувам тајната на Евангелието дека Исус Христос може да живее во вас и во тебе, во вашето срце, во твоето срце, да те исполни со сета Божја полнота, да ти го даде мирот, да ти даде сила од Син човечки, од овој гревовен свет да преминеш во Божјото царство на небесата и да станеш Син Божји, поради кое сум пратеник во окови, вели апостолот Павле, за да го проповедам смело. Пратеник во окови, во овој свет сте во окови, ќе видите, ќе ве напаѓаат кога ќе зборувате за Христос. А за да знаете и вие како сум и што работам, за се ќе ви извести Тихик, да наречам Тихик, еден од оние свети и возлюбен брат и верен служител на Господ Бог Отецот и Неговиот Син Исус Христос. Него го пратив кај вас, за да дознаете како сме и за да ги охрабри срцата ваши, македонци мои. Мир на браќата и љубов со вера од Бог Отецот и од Господ Исус Христос. Благодат со сите што го сакаат нашиот Господ Исус Христос во нераспадливост. Амин. Татко мој, ти благодарам што овој ден си во моето срце. Потребна ми е твојата љубов, твојата сила, твојата милост, твојата долготрпеливост. Да ме држиш во твоите јаки дланки, со секој ден да се зголемува силата моја и да ми кажуваш кон непријателот истребувај. Во името на Господ Исус Христос, татко мој, го истребувам и ја спроведувам власта која ми даде секое зло кое е фрлено врз Македонија, граѓански војни, омраза, растурање на семејството, негирање на име, сатански круг, крадење, лажење, убиство, перверзија. Го сотирам во името на Исус, крвта Исусова врз македонскава земја. Го повикувам Твоето име, Исусе, дојди во Македонија и помогни ни како македонец, како метафора од Светото Писмо и како жив македонец. Не, нема да умрам, туку ќе живеам и ќе ги прославувам делата Господови. Направи ти така, Македонијо, повикај го Христа и живеј и избери живот. Стани ти што спиеш, воскресни од мртвите и Христос ќе те осветли. Амин. Svoj da ne spasi nas Isusa Hristosa Emanuel Со нас беше Бог и остана ме помири Со тебе не освети Нема смрт, нема веќе гревови
milosti